поносењето на законот за забрана на увоз на отпад, потребно е да се засилат контролите на граничните премини. Екоздруженијата порачуваат дека потребни се повеќе инспектори на терен и почести проверки на сомнителни пратки. Само со будна контрола, со земање на повеќе примероци кои ќе се испитуваат во акредитирани лаборатории и партнерска соработка помеѓу институциите, ќе може да има позитивен ефект од овој закон, вели Ели Пешева од иницијативата О2. И најважната алка според нас во овој случај, тоа е судска завршница на сите овие предмети кои што се сега почнати, отворени или кои што допрева може да се отвораат, затоа што некако се чини дека сите траги од казните кои што се досега изречени прекршачни и кривични некаде се губат во јавното обвинителство. Видовме дека има недоразбирања, дека има нарушени односи во соработката меѓу инспекторатите град Скопје и јавното обвинителство. Од партијата Дом кои ги предложи измените во веќе усвоениот закон за забрана на увоз на отпад и натаму тврдат дека индустријата е најголемиот загадувач во Македонија. Информациите со кои располага Лијана Поповска се дека на голем дел од индустријските капацитети се уште им се прогледува низ прсти и работат без потребни филтри. Уште се во фаза на добивање на конечна А интегрирана дозвола. Имаат дозвола за усогласување за А интегрирана дозвола, меѓутоа не е уште постигнато она конечно добивање на А дозвола. Тоа значи дека треба тие индустријски капацитети да вложат уште некое денарче плюс. И тоа се мали инвестиции за тие огромни капацитети кои имаат огромни профити, а голем зијан за нас како граѓани што се труеме. Забраната за увоз на отпад кој се користи како гориво во индустријата, пратениците го донесоа во средата попладне. Законското решение доби поддршка и од владеачкото парламентарно мнозинство и од опозицијската ВМРО ДПМН. Инаку, увозот на отпад и неговото користење во индустријата е една од најжешките теми во јавноста и на социјалните мрежи по последниве неколку недели, поради ширењето страв дека се увезува опасен отпад за горење со кој се загадува воздухот.